Аладин и волшебната ламба. Еднаш, многу одамна, си живееше едно момче кое беше сиромашно, но многу добро. Се викаше Аладин. Тој живееше со својата мајка. Секој ден Аладин работеше напорно за да може да заработи за нив двајца. Еден ден кога тргна по работа, на патот го сретна еден човек. Здраво, Аладин, јас сум пријател на твојот татко. Во раката држеше многу златници, па го праша, дали сакаш да бидат твои овие златници? Аладин се збуни, но сепак му одговори, да, секако, кој не би сакал, кога би ги имал, нема да морам толку многу напорно да работам. Тогаш дојди со мене, прво треба да ги заработиш. Под карпата има пештера, треба да влезеш во неа. Таму има една ламба и треба да ми ја донесеш. Потоа, заедно ја тргнаа карпата. Аладин влезе во мрачната пештера. Но како што влегуваше се подлабоко, пештерата стануваше се посветла. Кога се симна најдоле, Аладин не можеше да поверува. Имаше толку многу злато, богатство и една ламба. Аладин се здрави, се збуни, не можеше да поверува што гледа. Наеднаш се слушна гласот од надвор. Ламбата, ајде ламбата, дали ја гледаш? Ако ја гледаш, одма земи ја и донеси ја горе. Аладин не можеше да поверува на толку многу богатство, како може да ја сака само ламбата. Во ред, си помисли, не е моја работа, да ја земам и да одам. Откако ја зема ламбата, тргна нагоре по скалите. Така одејќи нагоре се слушна грубиот глас. Ајде, брзо, фрли ја нагоре, да ја земам. Аладин му одговори, да излезам и јас, па ќе ви ја дадам. Ти на вистина не разбираш, фрли ми ја одма ламбата, ако не, нема да излезеш. Не, нема да ја фрлам. Или заедно ќе излеземе со ламбата, или нема да ја добиеш. Во ред, штом така сакаш. И потоа го затвори со карпата. Еј, што правиш? Додека ја тргаше карпата, му падна прстенот. Аладин го зема прстенот и го стави на својата рака. Кога го стави, се случи нешто чудно. Излезе чад, а потоа се појави дух. Аладин го гледаше збунувачки. Овде сум за вас, можам желба да ви исполнам. Но не заборавајте, имате само 3 желби. Сакам да си одам дома. Во ред, момче, желбата ќе биде исполнета. За неколку секунди Аладин се појави дома. Мајката кога го виде се изненади, како влегол во куќата да не го забележи. Па така Аладин и раскажа се на мајка си. Дека тој човек бил многу чуден и од толку многу богатство ја сакал само ламбата. Потоа ја зема ламбата да ја зачисти. Така триејќи ја, се појави повторно облак. После големиот облак се појави духот. Ти благодарам што ми помогна да излезам после толку долго време. Ајде, посакај желба да ти ја исполнам. Било каква, се што сакаш, можам да ти исполнам. Аладин и мајка му беа зачудени, останаа без зборови. Ајде, што чекаш? Посакај, било што. Па би сакал да има една голема трпеза со многу јадење на неа. И желбата беше исполнета. Имаше голема трпеза со секакви јадења на неа. Од тој ден, благодарение на ламбата, тие имаа се што ќе посакаат. Станаа побогати и живееа многу поубаво.
Еден ден, шетајќи се Аладин, ја сретна принцезата Јасмин. Таа беше ќерка на големиот султан. Принцезата ја носеа на тронот. Кога ја виде Аладин, се заљуби. Кога се врати дома, Аладин ја раскажа на мајка си. Ох, па тоа е прекрасно! Следниот ден таа спреми ковчег со злато и тргна во замокот кај султанот. Побара да се види со него, да му кажа за љубовта на Аладин и дека сака да ја побара за жена. Султанот ја прими и се заблагодари за поклонот и ја праша што мака има. Таа му раскажа за љубовта на Аладин кон неговата ќерка. Во ред штом така, но пред да ја ожени Аладин мојата ќерка, тој треба да има 40 робови кои ќе ја носат мојата ќерка и 40 војници кои ќе ја штитат и чуваат. Додека ова барање не се исполни, нема да можам да ја дадам мојата ќерка. Желбите на султанот беа многу големи. Мајката се врати назад, но тажна. Знаеше дека сето тоа е невозможно. Но Аладин имаше решение. Ја протри ламбата и духот излезе. Имате некоја желба? Ајде кажете ја, да ви ја исполнам. Така Аладин му раскажа за желбите на султанот. Духот со своите раце тропна 3 пати. И кога се појавија 40 робови, а позади нив 40 војници. Следното утро Аладин ги однесе кај султанот. Султанот не можеше да поверува и се запраша колку многу треба да биде богат Аладин. А потоа смисли уште една желба. Уште нешто се сетив, за да можам да ти ја дадам мојата ќерка, треба да имаш голем и убав замок. Аладин се врати дома, ја протри ламбата и ја посака желбата. Потоа духот повторно тропна со рацете и се појави еден убав и голем замок. Аладин не можеше да поверува дека неговите соништа се остваруваат. Кога дојде султанот да го види замокот, си помисли, навистина е богат, и така ја даде својата ќерка за Аладин. Тие направија многу убава и весела свадба. Така тие си живееја среќно. Аладин не ја кажа на Јасмин за волшебната ламба. Еден ден покрај замокот поминуваше еден стар човек кој купуваше стари ламби. Стари ламби, купувам стари ламби. Па така Јасмин си помисли, може би треба оваа стара ламба да ја заменам со нова. Сигурно Аладин би се израдувал. Потоа отиде и ја замени старата ламба со нова. Купувач на старите ламби беше лошиот човек кој го натера Аладин да влезе во пештерата. Потоа тој ја протри ламбата и посакал духот да го снема замокот на Аладин. Духот ја исполни желбата, замокот го снема. Кога се враќаше дома Аладин, виде дека неговиот замок го нема и веднаш знаеше дека се случува нешто лошо. Веднаш потрча во старата куќа, го зема прстенот и го стави на рака. Се појави големиот дух. Посакај желба, но не заборавај, имаш уште 2 желби. Посакувам да ме однесеш во замокот кај лошиот. Кога отиде во замокот кај лошиот, таму беше и Јасмин. Таа му носеше чај. Потоа Аладин повторно го стави прстенот и повторно се појави големиот дух. Посакај желба, а јас ќе ја исполнам. Но не заборавај, ова е твојата последна желба.
Посакувам лошиот да падне во сон и да спие долго. Така и се случи, додека тој спиеше, Аладин потрча кај Јасмин. Се израдуваа еден на друг, а потоа и раскажа за волшебната ламба. Јасмин не можеше да поверува. Аладин ја зема ламбата и ја протри, а од неа излезе духот. Јасмин се уште не можеше да верува што се случува. Ајде, посакај желба, викна духот. Јас сум тука да ја исполнам. Посакувам овој човек да го однесеш многу далеку и повеќе никогаш да не може да не најде. И така лошиот исчезна. А сега врати во нашиот замок и да си одиме дома. И замокот се врати на старото место. Кога се вратија, Аладин се израдува на својата мајка. Аладин и принцезата Јасмин си живееа среќно уште многу долги години.